Бидејќи се наоѓаме во зимски услови, а знаеме дека во Европа се многу популарни стаклените градини, па со овој прилог, драги наши, сакаме и кај нас да ги популаризираме стаклените градини. Па затоа погледнете го следниот прилог. Недостатокот од светлина и топлина преку зимата се одразува непријатно врз растенијата. Од таа причина, за време на есенскиот период тие треба да се преместат во потопли простории, каде што ќе им бидат осигурани неопходните услови за живот. Но најчесто преку зимскиот период растенијата се заслонуваат во простории како предсобја и скали, кои не се загреваат преку зимата. Присуството на провев е големо, а осветленоста е сведена на минимум. Затоа растенијата многу често назадуваат во својот развој, закржлавуваат, а поради ниските температури се јавуваат и изгореници по виталните делови. Стаклениците представуваат совршени места каде може полесно да ја преживеат зимата разните видови кактуси, палми, цитруси, декоративни папрати, филодендрони и слично. Во литературата, стаклениците често се среќаваат и како зимски градини. Тие не се само обични магацини во кои се нафрлани предмети без никаков ред и поредок, туку представуваат совршено организирани простории во кои се обрнува особено внимание на условите. Доколку решите да изградите стакленик, најнапред треба да ги проучите климатските карактеристики на регионот, експозицијата, насоката на ветровите, како и на сите објекти во околината, кои на најразлични начини би влијаеле понатаму врз стакленикот. Стаклениците на јужната страна се градат единствено во регионите во кои има малку сонце. Предноста на зимските градини ориентирани кон југ е во тоа што во текот на пролет и есен се затоплуваат со помош на сончевата енергија, додека нивниот недостиг е во тоа што во летниот период многу лесно се прегрева просторијата, заради што треба да има големи отвори за проветрување. Источната страна е најдобрата конфигурација за подигнување на стакленици за активно искористување преку лето. Така би се искористили утринските сончеви зраци без да ги преместуваме растенијата или да ги мачиме со прегревање преку денот. Преку зимата сонцето не е директно и не може доволно да загрее просторијата, а ветровите ги ладат стаклените ѕидови. Затоа при вакви услови потребна е сериозна топлотна изолација и затоплување во голем дел од годината. Западната експозиција е идеална за пролетната и есенската сезона. Ова ориентација ги заштитува растенијата во овие сезони, но преку летото има опасност од прегревање. Треба да се предвидат големи отвори за да се осигура вентилација заради аерацијата. Северната ориентација осигурува сигурна и постојана светлина без ефект на контрасти и сенки. Предноста на оваа изложеност се исползува доколку зимската градина има стаклен покрив. Како недостиг представува слабата сончева изложеност, заради што треба дополнително да се затоплува. Зимската градина представува стаклена соба, која може да се јави како самостојна или како дел од објект. Поврзувањето на стаклениот простор со објектот представува прашање на конструктивно и функционално решение, координирање со архитектонскиот стил на објектот и топлотните амплитуди. Во практика, најраспространети се следниве типови на стаклени градини, кои не значи дека се и единствените. Странична стаклена градина допрена до објектот, значи дека се допира со еден од ѕидовите со фасадата од објектот и е наполно различна од конструкцијата на објектот. Аголната конфигурација на стаклената градина представува распоредување на зимската градина која покрива внатрешен или надворешен агол од објектот.
Конфигурација вградена во објектот е возможна кога зимската градина се гради заедно со објектот и истата е сместена во целост во контурите на објектот. Може да биде изградена како дел од страничните ѕидови или во центарот на објектот. Кај полувградената зимска градина, надворешниот ѕид излегува надвор од фасадата и овозможува да се зголеми видното поле кога сте внатре. Нејзин недостиг се енергетските загуби, кои се значително поголеми отколку кај вградената. Самостојната конфигурација на зимска градина има најголеми енергетски загуби. Во тој случај, најдобро е околу нив да се подигне ѕид од растенија кои штитат од ветрови и прегревање. Освен во градината, самостојните стаклени градини може да се подигнат и на покривот од објектот. Тоа е перспектива особено во големите градови во кои слободните површини се ограничени. Покрај тоа, ова решение ќе создаде дополнителна заштита на покривот од зградата, а естетската светло-прозрачна конструкција ќе придонесе за разноликост на архитектурата. Навистина, ова беше добар прилог за сите оние што сакаат да формираат стаклени градини и за оние што веќе имаат стаклени градини. Се надевам дека со овој прилог ќе ги направиме стаклените градини попопуларни во нашата држава. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.